Во Собранието на Република Македонија денеска се одржа и седница на Комисијата за европски прашања на која се обрати премиерот Зоран Заев за планот 369. Пратеникот Илија Димовски од ВМРО ДПМН изјави дека пратениците од опозицијата нема да го гласаат планот за реформи на владата. Немаме намера да го прифатиме планот целосно, бараме детална дискусија за секоја точка од него, рече Димовски на Комисијата за европски прашања. Тој истакна дека опозицијата не била вклучена во подготовката на овој план, што како што кажа не било досега пракса во подготвувањето на планови од ваков тип. Координаторот на првата пратеничка група на ВМРО ДПМН Димовски ја поддржа иницијативата на власта за подобрување на односите со соседите. ВМРО ДПМН стои зад иницијативата за надминување на проблемите со Република Бугарија. Добро е и што се воспоставува комуникација и пријателски однос со Грција, рече Димовски. Сепак тој вели дека одлуките и ставовите кои ќе бидат изнесени пред соседите и меѓународната заедница треба да бидат донесени со консензус. Според него, се што е спротивно на тоа би било спротивно на интересите на државата. Премиерот Заев пак апелираше пратеничката група на ВМРО ДПМН да гласа позитивно за планот 369, но како што рече, одлуката останува на пратениците од нивните редови. Со Грција го имаме договорот што и го презентиравме на јавноста и од тоа не отстапуваме. Јас го замолувам Собранието во вторник да свика седница во парламентот за да го образложам договорот за добрососедство со Бугарија. Мојата намера е заедно да го разгледаме, па владата да го разгледа, па јавно да го обелодениме и на крај да го потпишеме. Вие направивте многу како претходна власт, а ние треба да довршиме, рече Зоран Заев. На ова реплицираше и председателот на Собранието Талат Џафери, кој кажа дека мора да им достават материјал за да може да биде закажана седницата.